Почитувани другари и другарки, почитуван председател Пендаровски, почитувани делегати, почитувани представници на медиумите. Овој ден, овој конгрес за нас е многу важен и многу значаен. Значаен е од неколку причини. Прво, денес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажа дека е политичка партија со организацијска супериорност. Денес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во еден ден успеа да организира 3 огромни работи. Прво, благодарение на форумот на жени, имавме 8-мартовски март во Кавадарци, на кој присуствуваа над 6000 наши сопартијки. Второ, во истиот ден организираме конгрес со над 700 делегати. И трето, во истиот ден веќе имаме собрано над 20.000 потписи за председателскиот кандидат Стево Пендаровски. На овој начин најдобро ги демантиравме сите критичари, сите скептици, сите оние кои сметаа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е најдобрата опција за државата. На овој начин најдобро се потврди она што го говорам 2 години, а тоа е дека најсилната, најголема и партија која што има најголема организацијска способност во државата е токму Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И се потврди дека социјалдемократијата е тука во оваа сала, дека социјалдемократијата е во Централниот одбор, дека социјалдемократијата е во нашите пратенички клупи, во нашите општински организации, во нашите министерски кабинети. И на најдобар начин потврдивме дека сме многу поголеми и многу посилни и нималку ослабнати од тоа што некои други сакаат да присвојат социјалдемократски идеи, при тоа правејќи ги единствено квази социјалдемократски и единствено популистички идеи. И затоа сакам да ви се заблагодарам во името на целото раководство. Вечерва ние не носиме само формална одлука за изборот на нашиот председателски кандидат. Исто како што за 2 недели повторно ние нема да носиме само формална одлука за нашите кандидати за парламентарните избори и за изборната програма. Ние вечер носиме крупна одлука да продолжиме по зацртаниот пат, по автопатот на прогресот, по стратешките цели на партијата и државата. Носиме одлука на кој начин, со кого ќе се бориме сите заедно за да државата остане стабилна, одржлива и прогресивна. Бидејќи ние
Политички противници, конкуренти, па и непријатели сме имале од секогаш. Бројни пати, речиси на сите избори, како во нашата држава, така и во Европа, постоеле тврдења и ставови кои на еден или на друг начин посочувале дека социјалдемократијата нема иднина, дека е дојдено некое друго време во кое социјалдемократските вредности не се вредностите кои ги делат и посакуваат граѓаните. Но за жал се сретнавме со пандемијата, а потоа и со војна не така далеку од нас. Се сретнавме и живееме во економска и енергетска криза. И одеднаш свативме дека не само што социјалдемократијата и низините вредности се живи, туку се и неопходни за државата и за граѓаните. Социјалдемократските политики беа оние кои помогнаа земјата да се справи со сите предизвици кои ги донесоа овие кризи. Социјалдемократијата и СДСМ беа оние кои ги заштитија граѓаните, кои буквално ја спасија земјата од колапс. Солидарноста, еднаквоста и хуманоста, социјалната држава и правдата се оние кои помогнаа да се извлечеме од хаосот кој го носеа кризите и овозможија да одиме напред и да постигнеме одлични резултати. Покажавме дека социјалдемократијата е повеќе од идеологија, дека социјалдемократијата е единствен начин како општеството и државата да се подобрат и да обезбедат прогрес и просперитет. Додека опозицијата сееше страв, додека се хранеше и ги замајуваше граѓаните со популизам, додека упорно блокираа и активно не враќаа назад, СДСМ работеше и постигнуваше резултати. Се покажа дека кога доаѓаат тешки времења и кога е време за тешки одлуки, единствено социјалдемократијата може да направи разлика и да обезбеди прогрес. Единствено социјалдемократските политики се ефикасна алатка за обезбедување добар квалитет на живот за сите. И тоа може да се потврди со факти. Изминатите 7 години направивме многу добри работи и донесовме храбри државнички одлуки. Ги покачивме платите во сите сектори. Просечната плата од 20.000 денари во времето на ДПМН ја зголемивме на историски највисоки 40.000 денари. И платите ќе продолжат да растат. Минималната плата ја зголемивме од 8.000 денари на 22.500 денари и минималната плата ќе продолжи да расте. Пензиите ги покачивме во просек за 50%, а невработеноста ја преполовивме. Успешно се справивме и со енергетската криза, а претходно и со ковид пандемијата. И никој не беше оставен сам. Вративме 2,6 милиарди евра назад кај граѓаните. И цело време стоевме рамо до рамо со граѓаните. До 2017 година Северна Македонија беше заробена држава, изолирана, со уназадена демократија, далеку од Европската Унија и НАТО. Земја која беше на 138-то место по слободата на медиумите, исто како што беше на дното на листите по сите показатели за владењето на демократијата и правото. Земја во која наместо кај граѓаните парите одеа во стиропор, кој денес се распаѓа. Работникот беше потценет, третиран и продаван во светот како ефтина работна сила. Тоа е вистината и тоа се фактите. За да знаеме каде сме сега, мораме да знаеме каде бевме и што се направивме во меѓувреме. Но во исто време, да нотираме и да признаеме дека направивме и грешки. Дел кадровски, дел политички. И тоа е факт. Не сме совршени, ниту ослободени од оправдани критики, кои секако ги заслужуваме. Јас истите ги знам, а ги знаете и вие.
имаме избор. Дали тоа да не влече доле, или тоа да ни даде памет и поттик, за да не ги повториме, да работиме повеќе и да бидеме подобри. Сакам тука да потенцирам дека постои една работа што апсолутно ја направивме правилно, државнички, одговорно и горди сме поради тоа. Ја идентификувавме визијата за европска иднина на нашата држава и одевме со неа до крај. Тоа е државнички и тоа е одговорно. Влеговме во НАТО. Денес, во време на војни, на тлото на Европа гледаме колку е тоа важно, колку е значајно за безбедноста на граѓаните и за територијалниот интегритет на земјата. Направивме многу за да започнеме преговори со Европската Унија. Со болни компромиси, но успеавме. По 17 години во чекалната започнавме преговори и успешно го реализиравме скрининг процесот. СДСМ, иднината на Северна Македонија, ја гледа во Европската Унија како горда членка. И тоа членка до 2030 година. На дофат ни е влезот во Европската Унија. И сега се зависи од нас самите. Направивме се што е можно тоа да се случи. А зошто го направивме тоа? Не затоа што Европската Унија е совршен сон. Нас не ни треба европскиот сон. Нас ни е потребен европски стандард, европски вредности и европскиот живот. Сега, а не во некоја далечна иднина или никогаш. И јас, и вие. Верувам сме свесни дека европската интеграција се уште е доминантна определба на граѓаните. Но во исто време мора да разбереме и дека граѓаните имаат право на револт, на замор и на дилеми од предолгото чекање. Од многуте услови, честопати непринципиелни и без релација со правото и вредностите. Но во исто време, цели 3 децении, друг концепт за внатрешното градење и одржување на Македонија не постои. И не е предложен, и се уште никој не го објаснил. И тоа е добро. Бидејќи интеграцијата во Европската Унија е пред се процес за собствена трансформација, менување, промени на подобро и конечно европеизација дома. Иако патот до Европа е долг и тежок, тој е единствениот што може да донесе суштински позитивни промени во нашата земја и нејзината сигурна иднина. Она што го нуди опозицијата е граѓаните да се откажат од својата иднина. ДПМН и нивниот претседателски кандидат на граѓаните им предлагаат концепт со кој ќе бидат против својата иднина. Толку јасно. Тие прокламираат загрозување на државата, излегување од стабилноста и процесите и состојба на континуирана криза. Даваат лажни ветувања кои никогаш нема да се остварат. Доволно е да се погледне што се случи во Скопје и во општините. ДПМН не донесе никаква позитивна промена. Нема ништо подобро, нема проекти, нема јавен превоз, нема ништо добро. Според нивните зборови, само катастрофа. Тоа е пример што значи кога ДПМН ќе добие власт. ДПМН не може да донесе никакви позитивни промени. Особено што единствената надеж за иднина на Северна Македонија е членството во Европската Унија, а тие се против тоа. Со ДПМН и со нивниот кандидат за председател нема Европска Унија ниту за 100 години од денес. На граѓаните не им треба председател кој ќе кочи, туку председател со јасна европска визија кој ќе турка напред по вистинскиот пат за државата. На предстојните председателски и парламентарни избори имаме само една шанса да го избереме
правецот на државата. ДПМН нуди само кризи, изолација, да бидеме заглавени во нови, изгубени години. Статус кво, без промени, без напредок и без иднина. СДСМ е единствената која нуди и која покажала дека Македонија има реална надеж за подобро утре и за сигурна евроатлантска иднина. Иако патот, повторуваме, долг и тежок, тој е единствениот што може да донесе суштински промени во нашата земја и за нејзината иднина. Затоа што Европа значи солидарност, значи еднаквост, значи развој и значи напредок, значи демократија и значи мир. И затоа нема откажување, борбата за подобра европска иднина продолжува. Тоа е нашата политичка битка, која мора да ја добиеме и ќе ја добиеме. А денес покажавме дека сме најсилни кога сме заедно, кога сме сплотени и дека во еден ден може да направиме повеќе од сите други заедно. Драги сопартици и сопартики, во политиката како и во животот, најголем дел од работите се сведуваат на одлуки, на тоа каков избор ќе направиме. Од одлуките зависи правецот на движење или, како што вели нашиот народ, кој пат ќе го фатиш за на крајот и каде ќе стигнеш. Денес, на овој 27. конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пред сите вас овде во оваа сала, пред сите нас е уште една важна одлука. Одлука како дел од историјата на оваа партија и држава. Одлука за утврдување на кандидат за претседател на државата. Одлука за влез во политичката борба за прогресивната, социјалдемократската, за вистинската европска Македонија. Важноста на оваа одлука денес е затоа што го одредува суштинското значење на македонската сегашност и иднина, напредок или криза, безбедност или ВМРО, МВР, демократија или кражба, началници и прислушкување или врвна демократија. Како што денес стојам пред вас и ја барам поддршката преку ваша одлука, така утре сите ние заедно ќе стоиме пред граѓаните и ќе ја бараме нивната поддршка, нивната одлука. Затоа што нивната одлука е најважна. Ние постоиме заради граѓаните и заради нивните одлуки, и за нивната верба, и за нивната доверба. Сакам да изразам задоволство од постапката за избор на претседателски кандидат во рамки на партијата. Таа беше високодемократска, транспарентна, широка, отворена, инклузивна и со највисоко ниво на етички и морални стандарди. Така доликува на најголемата, најдемократската и најпрогресивната партија во Македонија. Драго ми е што имаше голем број на кандидатки и кандидати. На сите кои аплицираа и поднесоа кандидатури, сакам во името на сите да им се заблагодарам. СДСМ покажа дека е партија со голем демократски, но и исклучително висок кадровски потенцијал. Тоа е нашата вредност и тоа е нашата сила. Вечерва, по заокружувањето на постапката во извршниот и централниот одбор, предлагаме одлука Стево Пендаровски да е нашиот избор. Пендаровски е победничкиот кандидат
кој ги споделува прогресивните вредности со јасна визија за европска иднина на државата. Во досегашниот мандат тој покажа што значи да се биде вистински претседател за сите граѓани. Во неговиот прв мандат земјата стана членка на НАТО алијансата, а сега е време за наредниот чекор. Во вториот мандат на Пендаровски да станеме земја членка на Европската Унија. Имаме историска можност за државата. Сите ние заедно со граѓаните, со Стево Пендаровски, како иден претседател на државата, тоа и ќе го направиме. Бидејќи нема кој друг да го направи, ако не ние, овде, во оваа сала, начело со председателот, председателскиот кандидат и идниот председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. И тоа со искреност, со честност, посветеност, фокус, енергија, верба и во себе, и во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ве повикувам на искрена соработка, на заедничка работа и на реална верба, на цврстина и стаменост како идни победници, на умереност како македонска вредност, на оптимизам како човечка водилка. И ќе успееме сите заедно во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сите заедно со нашите коалициони партнери. Сите заедно, најважно, заедно со граѓаните. За вистинска, европска, солидарна, честна и развиена Македонија. Вреди и мора да се бориме. И ќе се избориме, и ќе победиме. Верувајте и бидете убедени и уверени. Македонските граѓани сакаат стабилност, сакаат прогрес, сакаат мир и сакаат спокојство. Тоа ќе го нудиме сите ние, од срце и душа, со сила на аргументите и со вербата и оптимизмот. Сакам да ви се заблагодарам на сите за она што го направивме во изминатите 7 години. Време на кризи, време на предизвици. Сакам да ви се заблагодарам за вербата, за напорната работа. Тука се луѓето кои ја предводеа државата во здравствената криза. Тука се луѓето кои ги водеа успешно и многу поуспешно македонските општини и градови од она што го прават сегашните од ДПМН. Не е тука оној кој ја донесе најтешката одлука и станавме членка на НАТО. Не е тука ни другарката со која станавме дел од Пактот за стабилизација и асоциација. Не е тука ни бившиот председател со кој го добивме кандидатскиот статус. Не се тука од едноставна причина, бидејќи не се делегати, но тие се во партијата и тие работат заедно со сите нас за уште една голема победа за Македонија.
На крај, сакам од срце да ви порачам да сте ми живи и здрави и на 8 мај на плоштадот Македонија во Скопје да славиме нова голема победа. Победа на претседателските избори со Стево Пендаровски и победа на парламентарните избори на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. На 9 мај да објавиме формирање на нова проевропска влада на Македонија, а потоа заедно ќе успееме да ја внесеме Македонија во Европската унија. Да живее СДСМ, да живее Европска Македонија!